Дали сте жртва на крадец на позитивната енергија? Сакале или не, луѓето што не обкружуваат влијаат на нас. Некои се толку позитивни што и цел ден да го поминете во нивна близина, ќе ви изгледа како да поминал само еден час. Затоа што како зараза шират добро расположение и со лесноќа го бркаат песимизмот и мрачните мисли. Од друга страна, постојат и такви луѓе кои ви истоштуваат и ви ја цицаат енергијата до толкав степен што со душа чекате да се оддалечат од вас. Психички, енергетски, емоционални вампири. Сигурно сте слушнале за вампири кои пијат крв и сте ги виделе само на телевизискиот екран во популарните филмови, но има еден друг тип вампири кои веројатно сте ги сретнале во вистинскиот живот, а се нарекуваат со различни термини како психички, емоционални или енергетски вампири. Ваквите вампири се луѓе кои свесно или несвесно се хранат со вашата енергија, ентузијазам или елан и ве оставаат слаби, депресивни, беспомошни и уморни. Тие без многу труд вие намалуваат само до вербата преку моќта на разговорот и ви го влошуваат расположението само со помош на своето присуство. Можеби тоа е ваша пријателка која е вечно во љубовна каша и незините проблеми никогаш не добиваат решение. Туку само растат и растат. Можеби тоа е ваш колега кој никогаш не ве поздравува со насмевка, туку со поплаки и озборувања. Можеби тоа е ваш роднина кој вечно има критики за вашето однесување или пак можеби тоа е ваш познаник кој живее совршен живот и непрекинато ви ги фрла неговите успеси во лице. Знаци кои укажуваат дека сте жртва на вампирски напад. Вампирите за кои зборуваме напаѓаат психички, убивајќи го расположението и позитивните емоции. Понекогаш нивното негативно влијание е очигледно и со умисла започнувате да ги избегнувате. Но понекогаш ефектот од нивниот напад е прикриен. Последиците од вампирскиот напад може да се појават уште додека сте под директно влијание на напаѓачот или откако тој ќе се оддалечи од вас. Еве дел од последиците. Нервоза, вознемиреност или деконцентрација, негативност, целосна исцрпеност и поспаност, чувство на лутина, намалена самодоврба и главоболка. Например, треба да се сретнете со ваша пријателка на кафе, вие скоцкани од глава до пети пристигнувате со широка насмевка, а таа доцни цели 15 минути. Доаѓа намуртена и започнува да ги плука таксистите, жешкото време, досадниот комшија, бившиот дечко, ноќниот живот и така натаму. Пред да се свестите поминал еден час, а вие немате кажано ниту една реченица. Расположението ви слезе до нула и немате сила да се борите да добиете збор. Се разделувате со пријателката, се уште не можете да си ја вратите на смевката и чувствувате дека ве напаѓа главоболка. Тоа е типичен ефект на енергетските вампири. Но пред да ја ставите вашата пријателка во категоријата лоши луѓе, добро е да знаете дека таа можеби не е свесна дека ви го причинува сето тоа. Постојат вампири кои напаѓаат со умисла и такви кои несвесно ги исцрпуваат другите. Најчести типови емоционални вампири. Не е лесно да ги идентификувате емоционалните вампири во вашиот живот затоа што сите се под различна маска и со различни тактики на напад. Но постојат неколку најчести типови кои доктор Џудит Орлов, истакнат психијатар кој се прослави со своите теории на оваа тема, смета дека се насекаде околу нас. Жртва. Само мене може да ми се случи ова, ќе слушнете од нив. Тие постојано се жалат и секогаш имаат нерешливи проблеми. А милионите совети кои ги упатувате на нивна адреса остануваат неслушнати. Ако не се жалат за работата, се жалат за партнерот. Ако не се жалат за тешкиот живот, се жалат дека не се чувствуваат добро. Тие ќе ви всадат во главата дека животот е неправеден, тежок и полн со проблеми и ќе ја украдат насмевката од вашето лице. Нарцис, јас ова, јас вака, јас онак. Ваквите луѓе обожаваат да зборуваат само и единствено за себе. Кога не зборуваат за успешната кариера, жешкиот љубовен живот или активниот друштвен живот, тие ги убиваат сите ваши разговори кои не се вртат околу нив. Тие сметаат дека се најталентирани, најработливи, најуспешни, без разлика на вашите способности и успеси. По средбата со нив ќе се чувствувате несреќно и ќе се сомневате во своите постигнувања. Критичар.
Посредбата со критичар веројатно ќе останете со ниска самодоверба. Тој малку по малку ќе ве пецка со критики, а по секоја критика ќе ви вели дека се шегува. По критиката гледам убав живот имаш, си ставила некое килце, ќе следи, само се шегувам. Сезнајко, ваквите луѓе за се имаат одговор, а за секој ваш проблем го нудат најдоброто решение. Google може да им носи вода. Мора да ги послушате затоа што никој не знае повеќе и подобро од нив. Знаеш ли што треба да направиш? Е честа нивна реченица. Посредбата со нив ќе се чувствувате инфериорно, бидејќи тие обожаваат да доминираат и да ги контролираат другите и нивните животи. Луѓето кои можат да се наречат вампири користат оружја како поплаки, критики, озборувања, омаловажувања и кавги. Бидејќи невозможно целосно да ги случите од својот живот, најдобра тактика за одбрана е да ги слушате, но да си го ограничите времето кое го поминувате со нив. На таква личност можете да кажете: за 10 минути морам да одам. Така ќе ве измачува само кратко време и ќе можете лесно да се опоравите. Не дозволувајте да ве испровоцираат и останете смирени. Приоѓајте им со насмевка и на секој нивни зајадлив коментар возвраќајте со позитивни зборови. Сепак, најважниот момент останува идентифицирањето на луѓето кои ве исцрпуваат. Откако ќе дознаете кој ви ја краде енергијата и доброто расположение, лесно ќе можете да се заштитите.